На 10 февруари Кочанскиот борачки клуб Спартак доби ново раководство. Новиот претседател на клубот Звонко Ѓоргиев ја потврди лошата состојба во која се наоѓа клубот. Во разговор со понешниот претседател ми наведе дека многу малку борачи има, дека скоро да нема борачи. Еве сега гледам интерес има борачи поранишни, али треба да работиме заедно да створиме нешто. Ќе се сложам со господинот од Комарич што напиша клубот пред распаѓање. Навистина му честитам за таа добра мисла, беше пред распаѓање, но ајде ние ќе се нафатиме да го дигнеме, да го кренеме на некакви нози. Клубот добил поддршка и од локалната самоуправа. Разговарав и со локална самоуправа, со градоначалникот, кој дава поддршка со одредени средства кои се наведени во програмата преку Советот на општина Кочани. Ние ќе се бориме да известуваме што можеме и повеќе. Нормално ќе барат од нас резултати, за да можеме да добиеме повеќе средства. Ѓоргиев си даде рок од една година да постигне резултати. Мандатот на председател е 4 години, така? Јас одма ќе ви дадам отчет на вас за година дена. Доколку нема резултат некаков Спартак, нема да дозволам да резултатите застануваат или се надевам дека ќе го мрднеме од мртва точка клубот. Најголем проблем за Спартак е тоа што 4 активни сеньори си заминаа од клубот во зимскиот преоден рок. Спортистот на годината Столе Евтимов замина во Скопска Лирија, а другите тројца преидоа во Штипски Балканец. Спартак е еден од најстарите борачки клубови во Македонија. Во поранешната држава беше дел од првата сојузна лига на Југославија, а негови членови ги бранеле боите на СФРЈ на европски и светски првенства, на голем број меѓународни собири, како на славните летни олимписки игри кои ја правеа горда цела Југославија. Но од сите големи и величествени спортски борби пред европската и светската публика, Спартак сега ја води најголемата битка во сопствената историја, онаа за опстанок.